Почитувани представници на Институтот за европски од Комитет за човекови права, почитувани представници на организациите кои се вклучени во мрежа 23, почитувани екселенции, амбасадори, шефови на институциите, министри, градоначалници, благодарности до Општина Центар која што помага во вакви настани, почитувани присутни. Дали е вистинска дилемата поставена во темата на оваа конференција? Поглавје 23, Пандорина кутија или клуч за добро владење? Преговорите за пристапување се конечната фаза од процесот на интеграција на една земја, кандидатка за членка на Европската Унија. Тоа се преговори кои во основа се однесуваат на усогласување на домашното законодавство со акито на Европската Унија. Веднаш после 6-тиот бран на проширување, Европската комисија одлучи во преговорите со идните земји членки поглавјата 23 и 24 да бидат први отворени. Тоа се поглавјата што ги покриваат судството и темелните права, правдата, слободата и безбедноста. Тоа се поглавја што имаат за цел да ја дефинираат и да ја заекнуваат Европската Унија како заедница во која на европските граѓани им се гарантира најдобрата легислатива и најдобрата средина за владење на правото. Реформите во правосудството и борбата против корупцијата во земјите кои влегуваат во преговорачкиот процес со Европската Унија се високо на агендата на Комисијата. Нам, како земја која влезе во овие реформи и како земја која доби чиста препорака и очекуван датум за старт на преговорите, ни е сосема јасно дека ниту Европската комисија, ниту земјите членки на ЕУ нема да прифатат половично реализирани реформи. Крајно и најбитно, нам не ни се потребни половично реализирани реформи. Напротив, зборуваме за коренити реформи. Затоа на почетокот на ова моје обраќање го поставив прашањето дали е вистинска дилемата поставена во темата на оваа конференција, поглавје 23, Пандорина кутија или клуч за добро владење. Владата на нашата земја, судиите и судската администрација, борците против корупцијата во независните контролни агенции и невладините организации, борците и активистите за човекови права, граѓаните на нашата земја, сите ние треба до крај да отвориме кутијата на правосудството, без разлика дали е Пандорина, и храбро и отворено да продолжиме со реформите. Само така може да градиме држава по европски правила, без разлика колкав е отпорот кон новите демократски промени. Токму корупцијата и бруталното кршење на човековите права, преку злоупотреба на државниот апарат, беше она што не извади и против кое заедно излеговме како граѓани на улиците. Сега е време истата желба, истата енергија да ја демонстрираме внатре во институциите. Ова 2018 година ќе биде година на најважните правосудни реформи откако Македонија е држава кандидатка за членство во Европската Унија. Врз основа на стратегијата за реформи на правосудниот сектор 2017-2022 година направени се темелни консултации со сите релевантни чинители и со целосна подршка од Европската Унија. Спроведовме реформи на Судскиот совет, на начинот и критериумите за избор и разрешување на судиите, на работата на Академијата за судии и обвинители и на сите други еднакво важни сегменти на правосудниот систем, офатени со новиот закон за судовите. Секако, ова е само старт на реформите до сега. Имплементацијата на овие основни принципи е сложен процес и бара посветеност и истрајност за остварување на крајната цел, кон која се стремиме. Ефикасно, независно и самостојно судство за правда за сите граѓани, како и за целосно владење на правото. Ефективното, квалитетното и правично правораздавање е средишен постулат на начелото на владење на правото и на хуманиот и одржлив развој на македонското мултикултурно општество, како заедница засновано врз правото, е едно од највисоките општо цивилизацијски вредности. Пристапот до правдата за сите подеднакво мора да биде целосно загарантиран. Затоа ги покренавме измените и дополнувањата и на Законот за бесплатна правна помош. Ова е особено важно за најранливите групи во општеството. Тие мора да имаат алатки и едноставен пристап до правдата. Фундаменталните права, слободата, безбедноста и правдата за сите се во темелите на кои е изградена Европската Унија. Врз тие темели ја издигаме и Република Македонија, како држава која функционира по европски правила. Кога ќе го отвориме поглавјето 23,
Европската комисија и земјите членки на Европската унија треба да бидат силно убедени дека Република Македонија е подготвена за Европската унија со ефикасна и функционална институционална рамка за спречување и за борба против корупцијата. Република Македонија мора да биде средина со нула толеранција за корупција. Законскиот пакет од оваа област мора да биде сеопфатен и ефикасен, за да се алармираат коруптивните активности, конфликтите на интереси, злоупотребата во финансирањето на политичките партии и изборните кампањи. Мора да обезбедиме поголеми ингеренции за максимална ефикасност на Државната комисија за спречување на корупцијата. Почитувани, дозволете ми во завршницата на ова моје обраќање да се заблагодарам на можноста да говорам на оваа конференција пред представниците на граѓанските организации членки на мрежа 23. Препораките и влијанието на граѓанските организации од мрежа 23 имаат значајно место во процесот на нашето пристапување во Европската унија преку активно вклучување и во следењето и еволуацијата на политиките и спроведувањето на законодавството на Европската унија со фокус на поглавието 23 правосудство и темелни права. Но дозволете ми и да ве повикам и да ја поттикнам вашата проактивност. Борбата против корупцијата и борбата за правично и стабилно правосудство мора да се случува и од внатре и од надвор од институциите. Граѓанските организации ја имаат не само улогата на коректив, туку и оврската да влезат во партнерство со сите чинители кои се борат да искоренат корупцијата. Вклучете се, ве повикувам, влезете храбро во оваа борба заедно со нас од извршната власт. Владата ви е партнер која ги отвори вратите широко, а на вас е да ја употребите секоја експертиза и знаење. Заедно да изградиме систем во кој ќе има нула толеранција на корупцијата и нула толеранција на кршење на човековите права. Благодарам на вниманието.